Бројот на пациенти со ретки болести рапидно расте, а терапиите кои треба да ги примаат се стравично високи. Милионските суми изразени во долари или евра не може да си ги дозволи не само едно просечно македонско семејство, туку тоа е проблем на светско ниво, укажуваат македонските доктори. Иако во официјалниот регистар за ретки болести во Македонија има 962 пациенти, се претпоставува дека таа бројка е далеку поголема и се движи помеѓу 90.000 и 110.000 луѓе кои имаат ретки болести, укажуваат лекарите. Најефтините лекови кои мора да ги примаат чинат околу $500.000. Со овој проблем се борат и земјите од регионот. Ниедно семејство, дали се работи тоа за Македонија или за било која друга земја, не може да плати такви цени. Еве да ви се случи во фамилија да имате некое дете кој му треба $2,3 милиони, нема. Значи тоа може да помогне само државата. Не се сите толку скапи, ама и тие што не се скапи се $500.000, некој од нив, €500.000 годишно, а треба прима 15 години или 20 години, мислам. Така да, скапоста на терапијата е посебен проблем. За sada zemlja Srbija se bori nekako i ja koliko znam sva naša deca dobijaju terapiju o trošku fonda, što je velika stvar. Засега Србија се бори и сите деца добиваат лекови кои ги покрива државата преку фондот за здравство, што е голема работа. Очекувам бројот на дијагностицирани деца да е значително поголем. Прашање е дали ретките болести се навистина толку ретки или ние не ги препознаваме. Програмата за ретки болести во Македонија постои 16 години. Ако во 2009 година од фондот за ретки болести се искористиле $215.000, од буџетот лани се издвоиле $1.250.000. Можете да замислите во овие 16 години колку кратно се зголеми потребата за средства за пациентите со ретки болести. Ова е резултат не само на зголемениот број на потреба на самите пациенти, туку е резултат прво на зголемениот број на дијагностицирани пациенти. Комисијата за ретки болести ја изготви првата стратегија која ќе се најде пред пратениците, а во меѓувреме комисијата добила ветување од Фондот за здравство дека ќе овозможи повеќе пари за брзо дијагностицирање со цел пациентите да не губат време и средства за лекување во странство.